Гледачи, ова е новото издание на Откриени тајни. Ви посакувам убав саботен ден. За оние кои што не пратите во изминатите недели, знаете дека станува збор за мотивацијски предавања, кои што ги имаме на тема 24 карактеристики на генијалците. Тоа се карактеристики кои што ги има откриено доктор Алфред Бариос, кои што има откриено во 80-те години дека сите генијалци има 24 заеднички карактеристики, дека се тоа карактерни особини, не се генетски особини, со други зборови, се особини кои што можеме ние да ги вградиме во нашиот карактер и на тој начин едноставно да уште повеќе да зголемиме нашата гениалност, а со самото тоа и успехот. Во изминатите недели зборувавме за многу од овие карактеристики. Воколку не следевте, можете тоа да го направите на мојот YouTube канал или на Facebook страницата, каде што општо и се постирани овие емисии кои што се изминати. А за сите оние кои што сте нови, ви посакувам добре дојде. И ви упатувам дека денеска ќе разговараме за две нови карактеристики, така да продолжуваме со темата. Првата карактеристика за која што денеска ќе разговараме е перципирање и доктор Алфред Бариос вели дека менталниот радар на генијалците им работи цело време и вели мислите повеќе на потребите и барањата на други додошто на своите. Сега самиот збор перципирање значи восприемање. Перцепции имаме различни. Имаме перцепција на вид, на слух и така натаму, значи тоа се сетилни работи со кои што сме свесни за околината. И кога станува збор за тоа дека менталниот радар на генијалците им работи постојано, тоа значи и он нели порочем се надоврзува со втората реченица, мислите повеќе на потребите и барањата на другите додошто на своите. Фактички генијалците мислат и ги восприемаат како се другите луѓе во нивната околина. И воколку имаат било каков проблем или им треба помош, тука се за да помогнат. Со други зборови, вниманието им е постојано на околината и сака да помогнат другите луѓе, околината, нивните пријатели, луѓето со кои што работат и така натаму да бидат во добра состојба и мислат повеќе на нивните барања и потреби отколку што мислат на своите. За мене ова е една од преубава карактеристика поради тоа што ако се вратиме на нешто претходно кое што го кажав, а тоа е за заинтересираноста и за желбата да се помогне, дека сите тука сме на оваа планета, барем така размислуваме дека сакаме да помогнеме, сакаме да оставиме некаков печат, а сето тоа што го правиме за околината во која што обстануваме. Никој не обстанува сам, сите обстануваме како група, така да колку повеќе едноставно сме заинтересирани на потребите и барањата за околината, толку повредни сме во општеството, толку повредни сме во групата и она што е најбитно, се чувствуваме многу добро. Колку убаво се чувствуваме кога ќе му помогнеме на некој друг човек. Секогаш кога разговарам со моите пријатели или со клиентите со кои што разговарам, сакате повеќе да помагате или да ви биде помогнато. Многу често велат сакаме многу повеќе да помагаме колку што сакаме да ни биде помогнато. Не значи дека не треба да бидеме отворени за помош, напротив. Мислам дека секој еден треба да биде исто така отворен и за помош, поради тоа што примањето на помош по никоја цена некогаш луѓето мислат дека можеби е знак на слабост или дека се треба они сами да направат и така натаму, но гледе, ако ние сакаме да помогнеме на другите луѓе, ако ги спречуваме другите луѓе да ни помогнат нас, во основа правиме проблем со другите луѓе. Колку често сме имале ситуација кога сме спречиле, свесно или несвесно, некој човек да ни помогне и во самиот тој момент имаме недобра комуникација и недобар однос со другите луѓе. Во основа, одговорноста е базирана на помош. Не знам, можеби сопругата му сготвила ручек на својот сопруг, едноставно сакала да го изненади, сакала да му помогне, сопругов доаѓа дома, вика, па ја више јадев кај мајка ми. И набрзо после тоа можеби да имате кавга, поради тоа што напорот да помогне на жената за својот сопруг на некој начин свесно, несвесно, ненамерно, како и да не е битно бил игнориран, поради тоа што поривот да помагаме е еден од најаките пориви кои што секој еден човек ги има. Или можеби кога ќе имаме некое дете, колку детето кога ќе му дозволите да помогне во групата, во фамилијата, со дадени работи се чувствува полно со енергија и со ентузијазам, се чувствува гордо, се чувствува одговорно, поради тоа што баш тој фактор на допринос за околината се чувствува дека едноставно е дел од таа група. Така да, пак ќе повторам, вика, генијалците мислат повеќе на потребите и барањата за другите луѓе отколку што за себе. И една друга работа, моја лична обзервација, колку повеќе сме заинтересирани за другите луѓе, толку помалку имаме проблеми со сами себе. Колку повеќе сме насочени само на себе, на некој начин
гледате, стануваме интересни, сакаме да го добиеме околината, сакаме да го добиеме вниманието од околината, почнуваме некогаш само за да добиеме внимание од околината и да креираме проблеми со самите нас, некогаш да бидеме интересни и така натаму и така натаму. Некогаш дури луѓе ознати да се разболат само за да добијат внимание од околината, но тогаш стануваме интересни. Целата идеја е да бидеме заинтересирани за околината, поради тоа што ако сме заинтересирани за околината, тогаш вниманието не е на нас. Ако сме ова ние, и колку повеќе вниманието е на надвор, на другите луѓе, толку посрекни сме. Тоа е убавината на животот, дека вниманието треба да оставиме на животот, вниманието треба да го ставиме надвор. Заинтересирани сме за постоењето. И тогаш велиме сме екстровертирани. Екстро значи на надвор, вертире значи на латински да свртиш. Фактички го вртиме вниманието на надвор. Колку повеќе сме заинтересирани за надворешноста, за околината, за луѓето, како име, што се случува, дај да допринесам, дај да ти помогнам и така натаму, има еден многу убав цитат во колку сакате, и не можам да цитирам точно од кого е, да се чувствувате многу добро и да се кренете високо со емоциите, помогнете му на некој друг. Или ако сакате вие да бидете мотивирани, мотивирајте некој друг, поради тоа што повторно еден од главните импулси кај секој едно битие е да помогне, поради тоа што исто така тоа е поврзано со компетентност, но целата идеја е во вниманието. Гледате, ако цело време вниманието ни е на нас, тогаш почнуваме да изгледаме вака, на некој начин, поради тоа што сакаме да влечеме внимание. Не значи дека не треба некогаш да бидеме интересни, ама ако го правиме тоа свесно. Но ако ни преиде тоа на некој начин во една негативна навика, ние секогаш да бидеме во центар на вниманието. Прво една работа што може да се деси, тогаш луѓето може да ве контролираат ако го знаат тоа, едноставно да не ви обраќаат внимание. Поради тоа што целата идеја е едно битие во многу добра состојба кога е заинтересиран за околината, за луѓето, за постоењето. Како што вели доктор Алфред Бариос, кога се грижи повеќе за потребите и барањата на другите. По никоја цена не значи дека треба да се запоставиме себе си. Но има едно правило друго, дека нема никаков проблем со тоа да бидеме најважни луѓе на оваа планета, се додека и останатите ни се исто толку важни, колку што сме си важни ние на самите себе. Се ако останува збор со важноста, често пати кога ова правило да сме заинтересирани на потребите и барањата и потребите на другите околини ќе го игнорираме, колку повеќе сме заинтересирани за нашите барања, она што на нам ни треба, едноставно ние сакаме да добиеме внимание, се случува една друга ситуација кога почнуваме да ја потенцираме нашата важност. И одеднаш ќе имате луѓе кои што едноставно се толку важни да почнуваат да креираат проблеми на некој начин со околината, стануваат многу сериозни. Моја обзервација е дека успешните луѓе, вистинските гениалци, луѓето кои што навистина допринесуваат многу малку мислат за себе си дека се важни. Поради тоа што точно тоа го имаат, го дават вниманието на околината и знаат дека нивната уствари вредност за самото општество е колку се помош и колку им користат на другите луѓе. И фактички, кога зборуваме за продуктивноста, секој еден човек се чувства онолку вреден, онолку компетентен во околината колку што е продуктивен. И колку повеќе продуцираме и колку сме попродуктивни, едноставно даваме на околината и на другите луѓе, толку се чувствуваме убаво. И самиот морал расте кога ќе имаме убаво завршена работа и кога ќе бидеме од вредност и од корист за нашиот тим и за нашата околина. Значи, првото нешто за кое што разговараме во оваа епизода е перципирање, каде што доктор Алфред Бариос вели дека менталниот радар на гениалците работи постојано и повеќе мислете на потребите и барањата на другите луѓе, отколку на самите себе или на едноставно да бидеме тука повеќе за другите и да им помагаме. Второто нешто за кое што денеска ќе разговараме е перфекционизам. Гениалците не може да толерираат просечност велика и себе си, особено кај себе си, никогаш немојте лесно да се задоволувате со себе, секогаш стремете се да бидете подобри. Сега, перфекционизмот е преубава карактеристика. Често пати имаме една дилема, некогаш кога луѓето се плашат да тргнат. Сакам да разговарам на оваа тема перфекционизам и мислам дека е многу важна, многу битна за секое битие да го достигне тој
едноставно да не се задоволува лесно со себе си, туку да ги зголеми своите градици. Но често пати луѓето перфекционизмот го земаат како оправдание дека не знаат доволно за да тргнат во дадени акции или во дадени работи кои што треба да ги направат во животот. Некојаш можеби, не знам, имате ситуација каде што има некоја жена која што знаете дека знае и дека е спремна да почне со новата работа или со професијата нова која што се обучувала долго време и однаш ќе ви кажам ми треба само уште овој курс да го завршам. Гледате, оправданието е дека не знае доволно за да може да почне со работата. Но често пати е оправдание. Точно е дека перфекционизмот, компетентноста ни доаѓа со знаење. И не значи дека не треба да се едуцираме, не треба да вежбаме, не треба да тренираме. Напротив, сето тоа ни дава компетентност. Но да не западнеме во замката, која што некојаш нашата несигурност или перфекционизам, дека не смееме да грешиме и така натаму ќе не донесе во ситуација кога никогаш не е доволно, едноставно цело време ќе учиме, цело време ќе се едуцираме, ама многу помалку ќе се впуштиме во живењето да правиме. Поради тоа што, како што кажав во една од претходните епизоди, и со самото правење, и со самото грешење, човекот може да научи, да стекне знаење и да го коригира сето на кое што, да кажеме, го сгрешил во претходниот обид. Уште нешто за оваа тема на перфекционизам кој што би сакал да го кажам, а мислам дека можеби е битно за нас, ама исто така и за многу други луѓе и можеби генерално некогаш како колектив и така натаму. Станува збор за завршување на започнатите работи на баш исправен, добар, ајде да кажам, перфектен начин. Она што често пати ми се случувало мене, сигурен сум на голем дел од вас и на многу други кои што ги знаете, често пати знаеме да започнеме нешто и да не го довршиме до крај. И сега кога зборам за оваа тема, се надоврзуваат многу работи кои што ми доаѓаат на ум. Прво, кога зборам за мотивација, секогаш кажувам дека мотивацијата потекнува од завршување на работите. Кога ќе почнеме нешто, кога ќе го комплетираме до крај, тогаш едноставно ни се враќа вложената енергија и се чувствуваме високо со емоциите. Кога почнуваме да правиме некои работи и не ги довршуваме до крај, тогаш ја губиме енергијата. Она што е интересно што се случува во истиот тој момент кога не ги завршуваме работите, се случува следниот феномен. Ајде да кажеме ова сме ние. Ова е една работа која што сме ја почнале во нашиот живот. Можеби сме започнале, не знам, да чистиме по дома или гаражата или дворот сме почнале да го средуваме, ама едноставно не сме го завршиле до крај. Имаме некогаш луѓе, некогаш во нашиот карактер едноставно не ги завршуваме работите кои што сме ги започнале. Гледате, имаме некоја работа која што е почната, недовршена, но дел од нашето внимание останува на некомплетираната работа. Нешто што сме го почнале, што не сме го завршиле. Во меѓувреме што се случува? Почнуваме друга една работа, каде што и таа ја почнуваме, ама не ја довршуваме, и дел од нашето внимание исто така останува на таа работа. Па почнуваме уште некоја работа, која што сме ја започнале да работиме, не сме довршиле, не сме ги довршиле ни претходните две работи, и одеднаш вниманието кое што го имаме почнува да ни се заробува во многуте работи кои што се почнати, а не довршиме. И во тој момент не сме во сегашноста. Ние сме во сегашноста со вниманието. Колку повеќе внимание имам јас на камерата, на гледачите, на просторот, толку повеќе сум во сегашно време во сегашноста. Видите, кога имам некој проблем, кога имаме некои незавршени работи во умот, тогаш дел од тоа внимание оди на нив и не сме во сегашноста. А она што се случува во тој момент, велиме, како тоа се манифестира, велиме немаме време. Имам многу убав пример, мајка ми, знам, кога ќе доеш од работа, имаше комшика со која што секогаш сакаше да пие кафе, и комшиката ќе ја викнеше мајка ми да пијат кафе, мајка ми, знам, првата реакција беше немам време. А што тоа значеше? Тоа значеше дека треба дома, не знам, да ги заврши садовите, дека треба да се раскрине, дека треба да се исчисти, дека треба да се завршат други работи, ручек за наредниот ден и така натаму. Имаше многу обврски. За жал во тој период не допринесував ни ја колку што треба за да помогнам со делот од тие работи, но она што сакам да го споделам и да го кажам е дека мајка ми имаше многу внимание на незавршените работи кои што и беа обврска
за наредниот ден. И она што се случуваше кога ќе завршеше сите тие работи, кога ќе ставеше крај на започнатото и сега веќе завршеното, гледате, тогаш се ослободува ова внимание и доаѓа во сегашноста. И она што се случува, тогаш вели, мајка ми речеше, сега имам време за кафе. Што тоа значи? Тоа значи дека работите кои што се започнати, се завршени, сега вниманието е на сегашноста и на иднината. Поради тоа што ако имаме многу работи почнати и недовршени, тогаш ние си ја спречуваме иднината да ни дојде. И како што велат ке нас во народот, нели, мора да затвориш нешто како една врата за да се отвори нова, и тоа е вистина, поради тоа што ако ние немаме време и ако имаме недовршени работи, вниманието ни е во нешто кое што веќе започнато, тогаш ние ја спречуваме иднината и новите работи да дојдат. Фактички во основа на менаџмент со времето, тајм менаџмент, менаџирање со времето е ова. Но ако збориме фактички за тајм менаџмент, сакам и да го поврзам, сега веќе малку и избега во темата, но е многу соодветно поради тоа што постојано зборам за цели во моите емисии. Во суштина, ако сакаме да ја зголемиме ефективноста, едноставно да го трошиме времето порационално, подобро, ако немаме цел, тогаш немаме во што да го менаџираме времето. Времето е нешто кое што треба да го вложиме. Вниманието наше е нешто кое што треба да го вложиме. Во што ќе го вложиме ако не во цел? Видите, кога луѓето немаат цел, тогаш цел ден поминува едноставно безцелно, но нема како да се менаџира времето, поради тоа што не е битно времето, битна е целта. Кога имаме цел, која што ја сакаме, која што не возбудува, која што сакаме да ја постигнеме, тогаш многу лесно можеме да го менаџираме времето. Секојаш има плюс дополнителни техники на оваа тема, но нема да се задржам предолго на ова. Сакам да разговарам за уште нешто, кога зборам за перфекционизам, а тоа е желбата да очекуваме секогаш повеќе од себе си. Кога зборам за надпревар, кога зборам за едноставно да не се споредуваме, велам, со другите луѓе. Она што е интересно, кое што го прочитав како преубав податок, е дека најдобрите фирми, најдобрите спортисти, најдобрите луѓе никогаш не се надпреваруваат со другите луѓе околу нив, туку доминираат. Ете, збори тоа што ако јас се најдам во една средина каде што треба се надпреварувам со некого, а можеби тој не е добар колку што сум добар јас, што имаме тенденција да направиме, да го симнеме нашето ниво на способност на околината, за да имаме игра и за да имаме надпревар. Погрешна работа. Она што треба да го правиме, треба да дадеме се од себе, да се надпреваруваме со самите себе си, да очекуваме многу повеќе од себе и да доминираме, а не да се надпреваруваме. Главните компании во светот доминираат, не се надпреваруваат. Доминација значи огромна количина на креација, креативност, реализирање на целите и надпревар со сам себе, а не со околината. И кога иземе дури овие карактеристики на генијалците, каде што ни кажува Алфред Бариос дека во суштина генијалците се добри луѓе што сакаат да помагаат, видите, воопшто немате да имате ни никаков проблем, поради тоа што не сте на некој начин во иста игра. Не се надпреварувате, се надпреварувате со сам себе, допринесувате за целото општество, едноставно ви играте игра во која што секој победува, а не се надпреварувате со некој можеби друг човек, друга фирма и така натаму. И уште нешто, секогаш мораме да си ги зголемиме нашите стандарди. Тука никогаш не останува во овој универзум нешто што е исто на исто ниво. Или ќе напредуваме, или стагнираме, фактички идеме надоле. Секогаш мораме да бараме повеќе од нас. А стандард е фактички колку поисправно можеме нештото да го направиме. Колку поисправни можеме да ги направиме работите. Кога зборев за завршување на работите, замислете сега сме почнале некаков проект и да го оставиме незавршен. Или можеби имате некојаш ситуација каде што имате некој човек кој што ќе дојде да сработи кај вас дома или во дворот и едноставно ќе го заврши тоа, но ќе се направи хаос. Ете, тоа не е завршена работа. Треба да се среди после себе си. Или можеби, мене ми текнува кога игравме дома со децата, игравме со играчки, ќе направивме хаос и на крај некој други средуваше тие работи за нас, но фактички треба да се научиме дека треба и ние да го средиме нередот кој што го оставаме позади нас и едноставно оној продукт, тоа дело што сме го направиле, да изгледа перфектно. И тоа е поентата и мислам дека нациите кои што го имаат тој финализиран продукт до детали,
Ака сакаме да збориме за, не знам, јапанска технологија на коли, германска технологија, што и да е, имаат прекрасна финализација на нештото што го почнуваат, го завршуваат до крај, тоа е перфектно. Стилски изгледа убаво. Гледате, ако на животот му дадаме естетика, ако му дадеме и љубов, ако му дадеме позитивна енергија, креативност, заедно со некои работи, како што се завршување на работите кои што сме ги почнале, едноставно животот почнува да добива убавина и од завршените работи, повторно ќе кажам, се зголемува мотивацијата, чувството на компетентност, чувството дека допринесуваме, поради тоа што за полузавршена работа, на крај краишта, никој нема да ни плати на соодветен начин колку што би заслужиле ако го завршиме нештото до крај. Толку од оваа емисија, значи имавме две работи за кои што разговаравме за тоа дека генијалците повеќе мислат на потребите и барањата на другите отколку своите. Уште нешто кое што ми паѓа на памет сега, кој што го сакам да го споделам со вас, многу е битно да одржиме вербата во луѓето. И ова е нешто за кое што зборев. Многу е битно едноставно да го одржиме добриот став и доброто мислење за околината и за луѓето. Затоа што само тогаш можеме да го извлечеме најдоброто од нас. Поради тоа што најдоброто од нас е баш за другите луѓе. Ако многу лесно се разочаруваме од луѓето, особено може би имало некој човек кој што не разочарал и тогаш имаме тенденција како оправдание да се разочараме од сите луѓе, во тој момент нашата среќа ќе згасне, поради тоа што нашата среќа едноставно се зголемува кога најдоброто од нас ќе излезе и ќе го дадеме за околината. Баш поради тоа што во тој момент се чувствуваме компетентни, среќни и задоволни. Некако да се вклупува и за перфекционизмот, да се дадеме себе си и едноставно да уживаме во животот и постоењето. Имајте убав саботен и неделен ден за тие кои што гледате нашата реприза и ви постакувам едноставно да ја одржите до вербата во околината, во луѓето и дајте го на доброто од себе си за нив. Имајте убав ден.